Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно најново издание на емисијата Фокус. Неодамна Државниот архив на Република Македонија ја објави едицијата насловена како Црните страници на УДБА, на која на 13.000 страници, поточно 16 книги и 9 тома преку користење на неовластено направени извештаи од тајната полиција е опишано што се случувало во Македонија во периодот од 1945 па се до 2000 година. Токму на оваа тема, ова е поводот и причината тоа што оваа едиција беше промовирана во Струмица, ќе разговараме во ова издание на Фокус, во која мој и ваш вечерашен гостин е господинот Предраг Димитровски, по професија новинар, донедавна портпарол на Комисијата за верификација на фактите, а сега член на Комисијата за верификација на фактите и илустрација. Господине Димитровски, инспирирано од насловот кој го носеше оваа едиција, сакам да ве запрашам колку историјата што чекаше почнува да се открива? Почнува да се открива со објавувањето на овие црни страници на УДБА, почнува да се разоткрива едно темно минато од македонската историја, кое допрво треба да биде изучувано и обработувано од страна на историчарите. Меѓутоа, факт е дека Македонија е важи за една конзервативна средина и желам што сето ова не се случуваше во почетокот на 90-тите години. Веројатно, ако тогаш се започнеше, со ова, паралелно и со процесот на илустрација, многу работи немаше да се случуваат од тие што се случува по 1991, па да не говорам до тоа што денеска се нарекува афера Поч. Јас споменав дека на 13.000 страници, односно во 16 книги и 9 тома, преку користење на неовластено направени извештаи од тајната полиција е опишано што се случувало во Македонија токму во тој историски период. Накратко да ги опишеме едициите, на што се однесуваат, за какви досија станува збор? Значи, станува збор за досија историски и оперативни. Околу 15.500 досија се предадени во Државниот архив во 2001 година, откако во 2000 година беа отворени сите овие досија, а заинтересираните има можност да ги видат. Меѓутоа, морам да потенцирам дека отварањето на досијата во 2000 година беше само парцијално решение кое не даде никакви ефекти, а граѓаните кои беа заинтересирани пак за тоа не може да видат, ниту има увид во тоа кој им е одредувал судбината и си поигрувал со нивните животи, како со нивните, така и со животите и судбините на нивните најблиски. Што говори, да? Значи, првиот том всушност е посветен на идејата на ВМРО и формирањето на ВМРО, на групите со презнак ВМРО по војната во 1945 година. И во тој контекст морам да споменам дека за тоа исклучиво големо значење има Мартовскиот пленум на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, одржан во Белград 1945 година, кога без присуство на ниту еден македонец, маршалот Тито ќе забележи дека Македонија се уште нема дадено ништо за војната и се уште го нема изживено Ванчо Михайловизмот. Сега, ако учеството на македонските единици во конечното ослободување на Македонија, на Југославија, на Сремскиот фронт, дава известна компензација за тоа што маршалот сметал дека македонците не дале соодветен придонес во периодот од 1941 до 1945 година, тогаш забелешката дека македонците го немаат изживеано се уште Ванчо Михайловизмот ќе остави трагични и долготрајни лузни последици по националното ткиво кај македонскиот народ, затоа што се она што значило идеја на ВМРО било трансформирана во идеја фактички на Ванчо Михайловизам, а меѓу
ВМРО-вската идеја и ванчо-михайловизмот постои огромна, би рекол, разлика и тоа најдобро може да се илустрира со едно од досијата на еден ваш сограѓанин кој бил осуден за членство во една таква организација и парафразирано ќе кажам дека ќе ги пренесам неговите зборови забележани во неговото лично досие. Вика, на секој од креветите во затворот, значи се мисли на Идризово, стоеше зашто е осуден затвореникот. На мојот кревет на таблата пишуваше ВМРО. Се додека еден ден не станав и не забележав дека тоа од ВМРО двете последни букви РО се прешкртани, односно избришани. Тоа значи дека идејата на ВМРО се поистоветувала фактички со идејата на ванчо-михайловизмот. Сега, и на ова би сакал да споменам уште еден детал. Например, во досието на Драган Богдановски, кој има едно десетина архивски кутии и илјадници страници, по неговото киднапирање и носење во Македонија од Париз, нели? Представниците на тајната полиција кои го испитуваат ќе забележат меѓу другото дека УДБА никого не осудила за ВМРО, што значи дека идејата како ВМРО сепак нешто значила и за луѓето од тајната полиција, меѓутоа тоа пак е нешто сосема друго, зашто непобитен е фактот дека зад ванчо-михайловизмот фактички стоела според УДБА идејата на ВМРО. Тука се надврзуваат и томовите за жртвите на информбирото, на уметниците, на обидите за растурање на ВМРО ДПМН во периодот на плурализмот и последниот том е посветен на незавршениот процес на лустрација. Сега, ако се гледа секој том, односно секој издание поединечно, може да се видат едни трагични судбини, лични семејни судбини, кои фактички се резултат на методите, средствата и начините на делување на поранешната ОЗНА, УДБА, Служба за државна безбедност или Управа за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа, во овој контекст ќе ми дозволите да споменам само 3 сегмента. Во зборникот за Методи Андонов Ченто, првиот председател на президиумот на АСНОМ, нели, има една секвенца кога Лазар Колишевски и забележува на притиската организација на комунистите во Прилеп дека слабо работи, а пак одговорот на таа забелешка е дека ОЗНА многу малку ни помага. Втората секвенца е во личното досие на Геннади Лешков, учесник на АСНОМ, во исчекување на почеток на работа на партиската организација, вели, чекајте, не можеме да почнеме, немаме представник на ОЗНА. Во личното досие на Богоја Фотев има изјава од член од неговото најблиско семејство, кој вели, бати власта која не може да владее без бајонетите на УДБА. Сите овие сегменти што ги споменувам пак покажуваат дека одредени политички структури во државата денеска очигледно во континуитет не можат да работат без бајонетите на УДБА и затоа неслучајно ни се случува оваа политичка криза која почна со аферата Пуч, нели, и со прислушкуваните разговори.
Сега, кај уметниците, ако се осврнеме на нив, можеме да почнеме со еден детал дека по војната, например, како предмет линија на работа, односно како реакција, се јавува интелигенцијата. Интелигенцијата која подоцна преминува како линија на работа интелигенција која се спротивставува која настапува од антисоцијалистички и антисамоуправни позиции. Што значи дека предмет на обработка на тајната полиција била и интелигенцијата во Македонија и може би токму заради тоа, од тие причини, Македонија е една од ретките држави во светот, посебно од поранешните комунистички држави, во која не се појавуваат дисиденти, може би со исклучок до некаде на Драган Богдановски. Ако се тргне пак од обидите за растурање на ВМРО ДПМНЕ, што значи во периодот од 91 наваму, ќе се види дека носењето на Уставот од 17. ноември 1991 година апсолутно не значело и демократизација на општеството, а уште помалку пак значило менување на средствата, методите и начинот на работа на тајната полиција. Напротив, плурализмот, според документите, од страна на тајната полиција бил повеќе сватен како безбедносно отколку политичко прашање. Затоа што не само ВМРО ДПМНЕ, туку и сите останати политички партии, тука ќе споменам и ПДП, и ДУИ, и МАК, биле под контрола на тајната полиција. И сето тоа оставило последици и во процесот на демократизација на целото општество во целина. Да, тоа ми беше наредно за прашање. Што говори фактот дека следењето од страна на тајната полиција било и после осамостојувањето на Република Македонија до 2000-та година, која впрочем има и... Па, велам дека тие дали механички, дали пак смислено, отворено, не можам да тврдам, меѓутоа документите во кои сум имал увид потврдуваат едно, дека и по самостојувањето тајната полиција не ги сменила методите, начините и средствата на делување. И нормално тоа се реперкуира, се има последици врз демократскиот развој и на општеството и на институциите на системот, па ако сакате и на политичкиот живот во целина во државата. Го споменавте следењето на македонската интелигенција, јас тука би ве запрашала за оно што моментално е актуелно во Струмица, а тоа е за Пете струмички студенти после филмот Златна петорка и тука е и струмичанецот Ристо Шишков, како еден од уметниците од овој. Јас ќе кажем дека навистина ми е драго што промоцијата на оваа едиција денеска се случуваше истовремено со проекцијата на филмот Златната петорка. И убеден сум дека режисерот господинот Тренчовски ќе најде мотиви за уште многу други сценарии за идни негови филмови, зашто реонот Струмица, градот Струмица, реонот Струмичкиот регион во ништо не се разликуваат од сите останати региони во Македонија. Апсолутно и до 90-та и после 90-та, односно 90-та до 2000-та година, во архивот се среќаваат досија на личности кои од идеолошко-политички, јас би рекол повеќе партиски причини, биле цел и мета на тајната полиција. А кога станува збор за Ристо Шишков, тоа е една навистина трагична судбина. За него се водени две досија, Табакера 1 и Табакера 2, и низ страниците на неговите две досија ќе се види дека фактички неговата жртва
Неговата лична жртва е резултат на неговата сосема разбирлива забелешка, повеќе вербална, па ако сакате и политичка земете, за тоа дека југословенското, пранешното југословенско раководство, со тоа значи и македонското, воделе различни политики во однос на македонското прашање во Грција и соседство и во Бугарија, отколку спрема словенечкото во однос на словенечкото малцинство во Италија и во Австрија. И токму таа негова забелешка фактички ќе биде причина тој да ја доживее таа судбина што ја доживеал. Но тоа само ќе се надоврзе тој, да кажам, излет околу снимањето на филмот во кој заради потребите за снимање на сцената како под дејство на алкохол ќе изусти една цост или како сакате наречете ја на адреса на поранешниот маршал, која ќе го чини буквално кариера и живот. А на тоа може да се надоврзе, па ако сакате и судбината на неговиот син и ќерка, кој јас како портпарол на комисијата имав можност да разговарам со неговиот син, кој во една прилика дојде во комисијата за верификација на фактите и самиот го побара досието на неговиот татко и побара да бидат лустрирани сите личности кои се споменуваат, односно кои си поиграле со судбината и животот на неговиот родител. Делот со струмичките, петмината струмички студенти беше прашано и на промоцијата во Струмица, меѓутоа беше кажано дека има скоро и да нема воопшто документи и некакви докази во врска со тој случај. Да, документи како документи за тој настан, мислам дека се одамна ичистени од државниот од тие досија. До сега барем сепак станува збор за 15.500 оперативни и историски досија. Немам сретнато документи посветени на 5 теми на струмички студенти, меѓутоа имам сретнато досија и документи за нивни блиски и членови на нивните најтесни семејства и имам видено фотографија во едно лично досие кое чиј носител бил обработуван како емигрант во Бразил. Господине Димитровски, колку оваа едиција, освен тоа што врши преглед на односите на УДБА кон луѓето кои што биле третирани, опишува и како функционирала самата УДБА, тие внатрешни односи или судири кои што постоеле во југословенската тајна полиција? Па, за ова веројатно ќе треба многу време и анализа за да се обработи. Меѓутоа, мене ме зачудува тоа што во државата никој посериозно не се занимава со ова прашање, конкретно. И сигурно прашање на време е кога ова ќе биде и предмет на посебни анализи. Ова објавувањето на овие досија е само иницијална каписла за да се почне и тоа. Меѓутоа, друго, во овој контекст се надоврза на друг настан. Неодамна Минхенскиот суд осуди на доживот на робија двајца поранешни припадници на хрватската тајна полиција, кои не биле директни извршители, туку учествувале во убиството на поранешниот директор на нафтената индустрија ИНА, Ѓурековиќ. Тој настан датира од 1984 година. И тоа потврдува дека во Југославија, односно Хрватска, односно Македонија, наспроти сите огради и обиди за правење некаква разлика меѓу Југославија и сите останати поранешни земји членки на Варшавскиот договор, сепак постоел, екзистирал државниот терор. Злосторството. Значи, тој репресивен апарат воопшто не се разликувал од сите останати источно комунистички држави. Ако се има во предвид дека убиството на Шамбевски, например, е
10 години порано, тогаш се поставува прашањето зошто македонско ниту едно обвинителство до сега, односно основното јавно обвинителство, не покренало постапка за конечно расчистување на убиството на Шамбевски. Се предат различни приказни, различни теории, меѓутоа врз основа на документи и сите алатки што му стојат на располагање, мислам дека е крајно време да се разоткрие убиството на Шамбевски, на Благоје Шамбевски, затоа што станува збор за злосторство против човештвото кој никогаш не може да застари. Во овој контекст ќе ве прашам колку сметате дека токму ова едиција е еден чекор во разрешувањето на некои такви настани и колку ќе можат семејствата да дојдат до правдата која можеби ја чекале многу долго време. Знаете како овдека има неколку сегменти што треба да се анализираат. Кога станува збор за правдата на семејствата, правдата на семејствата може да биде само лична сатисфакција. Сега, ако се тргне од позиција на чекори за декомунизација на општеството, треба да се размислува за рехабилитација и обештетување на жртвите на поранешниот режим. Меѓутоа, од досегашното моје лично искуство, можам да кажам и да потврдам дека било каква рехабилитација и било какво обештетување во Македонија ќе биде апсолутно невозможна мисија. Зошто го велам ово? Затоа што начинот, методите, средствата со кои се користела тајната полиција се идентични со на советската тајна полиција, односно секој секого да кодоши. Секој секого да кодоши. И во тој круг мал ќе биде бројот на оние кои останале чисти во сите тие процеси и навистина заслужуваат вистинска рехабилитација и посебно обештетување. Знаете, она што е најтрагично е во тие методи со кои што се користела поранешната тајна полиција е да се убие човечкото, да се убие достоинството на човекот, да се извади волкот, злото во човекот. И токму тука велам дека ќе биде тешко да се направи тој конечен чекор за конечна рехабилитација, а посебно обештетување на жртвите. Малку мина ќе бидат чисти кои навистина ќе го заслужат тоа. Има, да, и лица кои прифатиле соработка, меѓутоа само фиктивно, заради теророт што е вршен врз нив. Меѓутоа во други документи постои дека, посебно во документите за дерегистрација, дека се барат негово дерегистрирање затоа што одбегнува да соработува. Значи, целата таа документација треба многу внимателно и предпазливо да се чита, за да се дојде до она што значи чисти личности кои навистина ќе сакаат, ќе можат да се рехабилитираат и посебно обештетат, зашто сепак кршењето на основните човекови права и слободи бил главниот сегмент со кој се поигрувала тајната полиција. Меѓутоа, што е со оние настани, тие масовни убиства, тие се злосторства против човештвото, ќе може ли некако, барем сега, од оваа дистанца да се најде виновникот, барем да се утврди? Значи, од тие масовни убиства во Македонија до некаде е расчистено Велешкото масовно убиство, а јас како новинар знам дека пишував репортажа за масовното убиство во Кумановско. Таму се убиени 48 лица и нивните имиња и презимиња се наоѓаат на цела страница на еден од броевите на весникот Нова Македонија. За жал, од 1945 до 2016, тоа се колку 71 година, нема собрано
храброст ниту еден припадник на тајната полиција да каже каде е точната локација на екзекутираните лица во таа пригода. На ово се надоврзува и друго. Се надоврзува и ликвидацијата во Преспанско. И таму има разни приказни. Таму има приказни, например, дека се екзекутирани 200 лица на островот Свети Аел, од каде се фрлани во езерото и водата не се знае каде ги разнела нивните тела. Значи, велам, тие масовни злосторства во Македонија, за жал, се уште се табу тема и се уште не се разоткрива вистината за нив. А разоткривањето нивно ќе значи и отварање на нова страница, една нов сегмент на македонската историја воопшто. Токму за тоа едицијата го носи насловот историја која што доправа чека да биде. Па на ова се само на пример тие познати екзекуции после војната, непосредно после војната, зашто постоеле судери, зашто воопшто били извршени без никакви судења. На пример, кога станува збор за информират, се испраќани луѓе со административни мерки без никакви судења, нели? Меѓутоа во поновата историја има ќе речам покрај убиството на Шамбевски, има уште неколку други сомнителни настани кои апсолутно може да се подведат под графата на злосторства кои против човештвото кои никогаш не застаруваат. Господине Димитровски, јас ви благодарам за издвоеното време за тоа што бевте гости во емисијата Фокус. Благодарам на поканата. Не беше задоволство. Исто. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте и овој четврток останете и понатаму со програмата на телеканал А1. Пријатно.